Влажни огревни дрва, горење отпад, сообраќај, индустрија или сите заедно? Што е најголемиот загадувач на воздухот во Струмица? Прашањето е горливо за граѓаните кои се гушат во чад, смрдеа и магла што може да се пресече со нож. Без релевантни и обсежни истражувања за овој проблем, обвинувањата се темелат главно на претпоставки и логично расудување. Сите човечки активности. Индустријата секако, домаќинствата се обраќаат и тој дел од индустријата што е нерегулиран, црната индустрија, исто влијае прилично. Немаме лаборатории, уреди за мерење, ама може да се прават некои согледувања. Зимно време е многу позагаден воздухот отколку летно. Тоа може да акцентираме на грејењето. За жал во Струмица имаме многу летни денови со загадување поголемо од дозволеното, што значи дека не е единствена причина грејењето, дека и индустријата е добар загадувач. Сообраќајот секако. Тоа што Струмица е котлина, што имаме ретко ветар, исто е. Ѓорги Танушев посвети години во борба за зачувување на чистата животна средина. Неговиот фронт е отпор против отворање рудник, нерегулирани депонии, но и загадувањето на амбиенталниот воздух. Танушев вината за загаденоста најпрво ја бара кај индустријата или, како што активистите ја нарекуваат, канцерогена бизнис мафија. Според европските параметри, произлезе дека од 365 денови во годината, Струмица има само 60 денови чист воздух. Сето останато е нездрав воздух или многу нездрав воздух, односно хазарден воздух, што е запрепастувачки. Според нашите параметри овде, ние ги имаме покачено овие прагови, и тоа за доста, но дури и по нашите параметри сме многу загадени. Во исто време, Струмица е дискриминирана во наводници од останатиот дел на популацијата во Македонија, бидејќи кога при исти метеоролошки услови кои владеат на територијата на цела Македонија и пошироко во регионот, Струмица има изразено негативни вредности на загадување. Во смисла дека загадувањето е толку високо што не може да се објасни со обично, како што до сега се објаснуваше, со температурни инверзии или пак со загадување кои го предизвикуваат граѓаните заради затоплување. Апсолутно не може вакви пикови да се создадат само кога, да речеме, е работна недела, а во недела ги нема. Значи, доаѓаме до заклучок дека при исти метеоролошки услови загадува индустријата. Тоа не може да се побие, бидејќи сите податци кои ги мериме, кои се гледат, кои се јавно достапни, покажуваат на тоа. Сега, институциите се тие кои што треба да откријат, полицијата треба да открие кој гори и што се гори. Ние може да зборуваме, но сепак тоа е дело на истражните органи на државата. Активистите велат дека планираат и посериозни акции, како и кампања против загадувачите. Сензибилизирањето на јавноста според нив е клучен момент, за да се притиснат институциите посериозно да се занимаваат со проблемот. Загаденоста на амбиенталниот воздух во Струмица ги загрижува граѓаните долги години, но каков е квалитетот на воздухот во различни региони, засега е непознато затоа што во градот официјално има само една мерна станица, лоцирана во дворот на градската општа болница. Штетниот воздух ги празни улиците. Градот блеска пред новогодишно, но струмичани коментираат дека не можат слободно да шетаат кога надвор е тешко да се дише. Сега се горе и гуми, и гајби, всичко горат. Што ќе на народ това гора? Друго беше по-напред. Забележувате ли загаденост? Па загадено е, да, точно е. Може ли да се шете на И сабален на работа ка се ода, да кажем, јас 15-20 за 7 одам, това е, нема што да се каже. И доле сум доле, јас кај продаварто, мислам, Струмички слившево беше, водостопанство. Кај ќе погледнеш према градо е магла. Значи има загадување многу. Се гора се и се што. Народот не може си да се приуштат, да кажем, дрвца, ово, оно, и некак се снаоѓаат.
И затова има много загадуване. Ја и на Порчок ја излееме това време тука, ама усеки се. Општината се согласува дека проблемот е голем, а работното место инспектор за животна средина останува едно од најнепопуларните работни места, па општината има само еден. Градоначалникот, како и активистите, вели дека постојат повеќе и сложени фактори за загадување. Тука е индустријата, и лесна и незагадувачка, но и тешката индустрија. Една компанија имаме во Струмица. Тука е сообраќајот со свој удел во загадувањето. Тука е и огревното дрво на домакинствата, кои што се еден од најголемите причинители на загадување. Зошто го кажувам тоа? Без да треба да правиме некоја поголема анализа, може да ги согледаме фактите дека во летниот период, кога работи индустријата, кога имаме зголемен обем на сообраќај во градот заради враќањето на диаспората конкретно во Струмица, но немаме такви пикови на загадување. Значи, загадувањето почнува од почетокот на грејната сезона и тоа оди до навистина енормни размери. Сите капацитети на нашите инспекции, толку колку што ги имаме, и инспекторката за животна средина, но морам да ги афирмирам и комуналните инспектори, во рамки на нивните надлежности постапуваат во компаниите, на јавните површини. За жал, согласно законот, немаат право инспекторите да влегуваат во домови. Костадинов објаснува дека се издвојуваат средства за борба против загадувањето. Следната година заедно со UNDP ќе спроведат проект вреден 20 милиони денари, каде Штипската универзитетска лабораторија Амбикон ќе мери ниво на загадување, но и можни причинители. Факт е дека ни требаат радикални мерки и тука нема компромиси. Затоа во новиот генерален урбанистички план практично вршиме трансформација и на последните компании кои што се по класификација тешка индустрија во градот, кои што во одреден период ќе мораме да ги дислоцираме, затоа максимализираме зелени површини. Факт е дека зелената маса и текако помага во спречување на аерозагадувањето. Тука е гасификацијата која што ја имаме 43 километри, но не е доволно мотивирачка заради цената, претпоставувам, да домакинствата пристапат кон приклучување и ги демотивираме од користење на огревно дрво, што лично како човек, па и како градоначалник, апсолутно ги разбирам домакинствата. Радикална мерка е имплементацијата на електрифициран јавен превоз. Силни контроли и инвестиции се и препораките на активистите. Факт е дека ова мора се види, бидејќи некои од нив се многу стари, уште од основањето на модерната македонска држава, кои што никош не биле ни контролирани фактички. Од друга страна, нас ни требат инвестиции во поглед на мерни инструменти, бидејќи инспекторите одат и немаат инструменти. Како ќе измерат, како ќе докажат на суд. Значи, има постапка за таа работа, но нашите немаат такви капацитети. Пропаганда меѓу населението да избегнува да користи зелени дрва, да не горат отпад, да се стимулира користење на топлотни пумпи, електрична енергија. Сега, чисто користење на електрична енергија значи дека овде нема да чади, ќе чади во битула. Ама ако се комбинира со фотоволтаици, со обновливи извори на струја, може да се дојде до резултат. Сега сите тие мерки се скапи. И додека се стигне до тие мерки, струмичани се молат на погодни временски услови, силен ветер или дожд, кои барем за малку ќе им ја разбистрат глетката, но и воздухот што го дишат.